Од моја страна здраво прво тебе и нели на сите кои што ќе го видат ова интервју. Името веќе го кажа, Јоцо Тодоровски. Во моментов се занимавам со од една страна со маркетинг, од друга страна со предприемаштво. Во делот на маркетинг, во всушност креирање на маркетинг системи кои што им овозможуваат на стартапи, на компании да испратат правата порака до правиот таргет преку правиот медиум. И тоа е моето секојдневие, значи секој ден маркетинг, така и сите проекти што ги работат се вртат околу тоа. Пример за тоа што работам од домашна канцеларија, значи практично имам свој дел во домот каде што работам. Гледам да станам колку што е можно порано, за да може да ги фатам работите дека луѓето нели се на работа, така да станувам 6 или 7 наутро, за да можам да се подготвам, бидејќи во претходниот, значи пред неколку месеци метаболизмот и целиот систем, целото секојдневие ми одеше по друг начин, значи работев ноќно време прилично и гледав колку што е можно во текот на денот да одморам, меѓутоа го сменив концептот и дефинитивно ми е поубаво наутро да станам, да земам здрав поедок, да отидам во блискиот парк да трчам, нели малку на џогирање за да го стартувам системот и да се вратам назад за да започнам и потоа клиентите, состаноците се подредени по часови, значи на блокови од 2 часа. Потоа ручек, нели, и гледам во крајот некаде на денот да поминам време со девојка ми за подоцна да можам пак да се вратам на работа уште неколку часа за да може подоцна да одморам и така. Млад во невладиниот сектор и таму имаше прилично проекти. Ја иначе требаше да станам доктор. Барем така цело време се договаравме со потесното семејство и сите знаеа дека и така бев усмерен во гимназија дека нели биологија, хемија и сите тие предмети требаше да се учат за entry level во медицина. Сега крајот некаде, 4-та година, поради сите проекти во невладин сектор, конференции и семинари и така натаму, решив дека повеќе ме возбудува делот каде што креираш нешто, правиш нешто и после тоа треба да го промовираш, дали да добиеш, нели, фандинг за тоа, да добиеш пари за да го реализираш тој проект, да се внесеш во самиот проект, да менаџираш луѓе околу тебе и така натаму. И решив дека мене медицината не ме интересира повеќе и решив да отидам на економски факултет на и бизнес департамент, каде што таму веќе открив оној дел на што значи маркетинг и нели креирање бизнис, посебно онлайн бизнис, и имав првата компанија на 18 години. Отворив кетеринг сервис и подоцна салони за готвени јадења со партнер, така да сакав целото тоа искуство кое што ги имав во невладиниот сектор да го искористам во бизнис сектор. И од таму започна делот кога не е само да го направиш бизнисот, нели, туку треба да го промовираш, треба луѓето да разберат дека ти имаш нешто кое што може нив да им реши проблем. И тогаш дојде делот со маркетирање, промовирање. И знам дека првата книга која што ми падна во раце од човек кога решив дека ќе работам продажба и маркетинг беше Брайан Трейси, 21 начин да станеш сел суперстар, мислам дека беше. И од тогаш веќе почнав да читам многу, да истражувам и да се едуцирам самостојно за маркетинг и за продажба. Да ти кажам, многу интересно, меѓутоа и многу напорно. Преди тоа што осуден од околината, осуден од семејство, осуден од пријатели, од девојки, од сите во моментот, кои што сметале дека ти треба да бидеш регуларен, обичен, просечен студент, човек кој што не ја бранува многу водата. Никогаш не сум сакал да останам во тој конформизам или дел просечност и затоа секогаш сум правил некој така работа, меѓутоа тоа беше најголемиот скок и прилично сите кога ти требаат најмногу те оставаат, ради тоа што мислат дека, тоа е затоа што не ги слушаш. Тоа е целата работа. Така да беше напорно, беше работа прилично затоа што сакав во меѓувреме и факултетот, бев прва година на факултет запишан, да ги положам и предметите, да бидам активен и на други места каде што бев работен, да го терам и делот со бизнисот, имав партнер сепак, имав работен и во бизнисот, меѓутоа пак дете на 18 години не знае баш да се снајде во целата работа, така да
тој период го опишувам најчесто како ќе ме прашаат како пешки. Значи, се одеше пешки, немаше некој да дојде да те менаџира, да ти направи коучинг или тренинг, каде што ќе рече вака се добиваат првите клиенти, вака се прави маркетинг стратегија, вака се се задоволуваат потрошувачи, така натаму, така да се беше преку обиди и грешки. Што од моите ментори во пред 2-3 години ја добив и ми даде фокус и чистина на што точно е маркетинг, а тоа е дека маркетинг порано, пред да дојдат социјалните медиуми и целиот интернет дел, каде што веќе е двосмерна улица на правење маркетинг, претходно беше испраќање на правата порака преку правиот, значи до правиот човек, до правиот таргет, преку правиот медиум. Што можеш да ја направиш, нели? Тоа е за мене маркетинг. Значи три работи се: таргет, медиум и порака која што имаш, идеја, приказна, без разлика. За мене е тоа. Сега малку се или многу тој дел се промени, веќе е воспоставување на комуникација, значи маркетингот е воспоставување на комуникација со правиот човек за твојата услуга, пренесувајќи ја таа порака, значи баш треба да одредиш каква порака ќе му пренесеш и преку кој медиум ќе стаса таа порака до него. И веќе е двосмерна комуникација, веќе е значи не е само да трубиш и да врескаш дека имаш некаков продукт или услуга, туку веќе е дека треба да поделиш приказна, за да привлечеш внимание, да развиеш таа конекција, значи како што викаме ние во интернет маркетинг, to make them like, to know, like and trust you, значи да те запознаат, да те засакаат или да им се допаднеш или да ти веруваат дека ти си тој кој што можеш да им донесеш. И сето тоа треба да доведе до продажба. Значи маркетингот реално е систем, не е активност. Значи маркетингот е систем кој што на крај треба да се заокружи, треба да даде одреден ефект врз продажби. Имаше кампањи кои што самостојно сум ги правил, значи проекти за мене и проекти за мои клиенти или за трети лица, кои што велам јас. Сега тука во делот на стартапи имаше значи кампања која што работевме за со еден бизнис од Македонија за електронски продавници, правење на електронски продавници, каде што беше баш креирана по онаа методологија каде што јас велам дека требаше да привлечеме внимание и требаше да направиме систем во кој што тие луѓе ќе искреираме врска со нив за на крај тие да купат. Тоа е едно, имав избери се себе си кампања која што беше онлайн, која што всушност собрав околу, значи на едно место околу 1000 луѓе, млади кои што сакаат да дознаат и да го променат начинот на барање, тоест наоѓање работа во Македонија. Имав маркетинг доминација кампања која што едуцирам сопственици на бизниси за 10 маркетинг стратегии кои што ќе овозможат да го зголемиш и да го дуплираш и да доминираш во твоето поле на функционирање. Исто така во ProCredit банка имам бев национален координатор за маркетинг, каде што имаше големи пак корпоративни кампањи, каде што една беше за имаше една која што беше за кредити кои што се за како се каже селф. Значи практично за кредити кои што пари не беа наменети за сите кои што сакаат да изградат куќи, објекти и така натаму за self-sustainable, не знам како беше на македонски, са не ми извинјавај. Самоодржливи, значи за самоодржливи објекти и куќи. Исто така имаше за различни кредити и така натаму, кои што беа големи кампањи од 2-3 месеци со високи буџети, каде што вклучува традиционалните медиуми, онлайн медиумите и така натаму. И реално ефектите се пак можам. Имав и клиенти и уште мислам дека обновуваме соработката која што беа за здрава исхрана и здрав начин на живот, се викаше Vitalni 365 проектот.com, каде што всушност направивме цел систем како луѓето да дојдат да се информираат за што значи здрав живот и како се прави всушност здрава исхрана и како тие да дојдат од читатели во корисници на материјалите кои што ги имаше мојот клиент и понатаму да продолжат во лукративни корисници, односно купувачи и клиенти да станат кои што натаму ќе препорачуваат и така натаму. Цел тој систем. Отворено ради тоа што јас сметам дека еден од најголемите проблеми кои што се провлекува од стариот начин на правење маркетинг е мислејќи дека твојот продукт или услуга е за секој. Реално продуктот или услугата кој што ја имаш ќе биде само за одредена група на луѓе. И оние кои што се од страна можат секогаш да најдат критика, да дадат критика и да го оцрнат или да
ајде да речем да креира негативен публицитет на оно што го правиш, што сакаш да го направиш. Кое што е нормално. Во моментот многу нервира и инстинктивно сакаш да влезеш во кавга и во карање со тие луѓе. Меѓутоа, зависи од ситуацијата. Најчесто тоа го, ако е стварно или навистина од луѓето кои што сметаме дека ќе ни бидат купувачи во иднина, тогаш реално се враќаме пак на таблата каде што сме го цртале целиот процес и викаме добро, ајде да видиме што сме зафркнале, што сме зезнале во целиот процес и зошто ги налутило тие луѓе тоа и тоа точно. А од друга страна некогаш и се сведува на игнор. Значи, игнорирај ги луѓето кои што прифати го нивното мислење, меѓутоа не влегувај во расправија, заради тоа што реално не ти носи, ти одзема енергија. Посвети се на оние што го сакаат тоа што го работиш. Тоа што реално ако имаш 100 луѓе кои што го сакаат твојот производ, имаш 10 или 20 кои што не го сакаат, најубаво е да им се извиниш на оние што не го сакаат или што не се препознале, тоест не можат да видат вредност од него. Прашај ги доколку може да. Имало и случаи каде што луѓето идат со негативна конотација према тебе и велат значи зошто ова не е така, зошто немаш зелена боја на веб страната, си ставил жолта или било што. И тоа ги нервира. И сега таквите луѓе понекогаш е добро да влезеш во дискусија со нив без да се караш, меѓутоа да ги прашаш што би препорачале за твојот бизнес или за она што тие смета. Добро, ако не ти се допаѓа тоа, како мислиш дека треба да го направам? Дај ми фидбек. И многу интересно, некогаш поголемиот процент од тие луѓе што дошле дрско према тебе, стануваат корисници на крајот. Заради тоа што навистина си направил нешто што ти го сметале дека е проблем, си го решил. И тоа доведува до да речат, cool, ајде ќе бидеме и пријатели понатаму. Голем број не можем да речеме, меѓутоа во неколку да и заради тоа што нели во еден ден кажав дека во маркетингот оние системи, пристап и пракса, ја што имам развиено на правење маркетинг, бидејќи не можам да земам во моментов повеќе клиенти, јас ја предавам преку коучинг сесии, преку тренинг сесии и така натаму и да не речам консултантство, меѓутоа каде што им помагам да изведат нешто кое што на пример сакаат да го направат во иднина, така да сум соработувал со повеќето. Реално имам една, дури започнав и LinkedIn дискусија за целото тоа е дека во Македонија сум забележал еден тренд дека луѓето бараат маркетинг, помош, кога бизнисот почнува да оди надолу. И дека тоа малку не е поентата на маркетинг. Значи не е поентата на маркетинг кога ти треба поја за спасување да речеш ајде сега ќе правам кампања. Ради тоа што тогаш пак на нас маркетерите или било кој маркетинг менеджер или како и да е човек одговорен за маркетинг во таа компанија, многу тешко ќе му оди ради тоа што секој чекор ќе му биде анализиран и 100 лупи, и 100 филтери треба да помине од страна на сопственикот, нели, или бордот на директори, луѓе кои што тогаш најмногу под притисок целата работа и тогаш најмногу и работите не успева. Баш поради тоа што секој мисли дека е паметен во ситуација кога бродот тоне. Така да тоа единствено можам да го забележам и од друга страна е не гледањето на маркетингот пак ќе речам како маратон, како систем кој што треба да долгорочно да се работи. Туку го сметат како трка, како кампањско работење каде што активност по активност кои што немаат врска еден со друг. И трета работа, ќе завршам со монологот, е дисконекцијата помеѓу маркетинг департманите и сейлс департманите. Значи луѓето кои што промовираат и луѓето кои што продаваат, кои што во суштина треба да работат заедно, најчесто работат одвоено. И се јавуваат најголеми грешки на пазарот кои што ги многу ги фрустрираат купувачите во крајна сметка. Баш. Како што реков, секој си има различен таргет и различно правење на бизнис. И сега реално од искуство на поголемите компании, тие си имаат некој калап во кој што работат. Значи, буквално маркетерот во тој случај или маркетинг менаџерот е човек кој што екзекутира и кој што оперативно ги работи, рутински ги работи. Значи имаме кампања, добро, ајде да видиме, ќе се јавиме во медија бајинг агенција каде што ќе купиме рекламен простор во инвестициите, во радијата, во телевизиите и рутински се работи целото тоа. Креативата дури и се занемарува или се прави од нога, од рака. Додека кај помалите пак компании, мали и средни или стартапи, има многу кои што знаат да бидат креативни, немаат се уште буџет да се дозволат човек кој што биде задолжен за маркетинг, најчесто тоа сопственикот го прави и мислам дека
во некој случај тоа е грешка, во некој случај тоа е добро. Грешка велам каде што собственикот е толку влюбен во бизнисот и во идејата да не дозволува да купувачите да диктираат или да кажат што точно им треба и него зема тој фидбек како начин на кој што врз кој што ќе гради маркетинг. И така да реално и во тој случај бизнисите нели тонат и тогаш бараат луѓе практиканти за маркетинг кои што реално работат во стресни услови и не се толку обучени. Многу е исповрзано целото, ама во глобала мислам дека дефинитивно маркетингот барем во Македонија заслужува развој од страна на нели луѓе кои што навистина ќе прават маркетинг кој што се насочи кон селс и кон продажби наместо само кон бренд awareness или не знам, само поради тоа што треба да се прави маркетинг, а не поради тоа што на крај ќе измериме колку продажби има. Пред 2 години кога решив да работам самостојно и да бидам нели консултант, не знам, човек кој ќе изведува маркетинг од самостојност, од тим или било како, значи решив дека ќе научам или ќе отидам подлабоко во целиот аспект што всушност значи маркетинг, се навратам на сите оние луѓе како Дейвид Оглви и Клод Хопкинс, значи луѓе кои што навистина работеле на маркетинг со многу жари во време во кое што многу било тешко да се работи. И работата дека тие луѓе навистина биле мастерси во дознавање што луѓето мислат и што луѓето прават. Кое што е всушност психологија и она го викаат behavioral science или наука за однесувањето на луѓето. Ради тоа што ние сме малку многу конфузни суштества, некогаш мислиме едно и кажуваме едно, а правиме друго. Така да треба во пакет да се земе целата работа. И она што врз основа на кое што почнам да ги градам мојот начин на правење маркетинг е прво да ја земеме психологијата и да видиме која е таа внатрешни приказни кои што се кажуваат луѓето кога мислат за одреден проблем, што ние сакаме со продукт или услуга да го решиме, и врз основа на тоа да видиме во кои услови они ќе купат, за да можеме врз основа на тоа па да направиме маркетинг стратегија. Односно, да одговорам на твоето прашање нели како резиме е дека психологијата е важна ради тоа што така еден маркетер ќе дознае кога неговиот потенцијален клиент превзема акција. И штом го дознае тоа, врз основа на тоа може да гради маркетинг стратегија за која што ќе најде повеќе такви луѓе како овој што купиле. Кој што започнавме да го правиме целото ова, практично имам ја и други колеги нели заедно, ама со Ненад највеќе започнавме секоја недела, седмица скоро да зборуваме за што тој прави, што ја правам. Ради тоа што во маркетинг 90% од работи се експериментирање, пробување и неуспех во многу кампањи или мини кампањи или активности кои што сакаш да ги направиш. И често знаевме да заглавиме многу касно во ноќта, дискутирајќи ја ова пробав сега, ова го читам, ова го истражувам, ова го проучувам и така натаму. И мислам дека тој ја нафрли идејата као јото, ајде да почнеме нешто на кое што ќе прво ќе споделиме што правиме, значи еве на овој начин овие разговори што ги правиме може и дел да снимиме и да видиме дали на луѓе други ќе им бидат интересни. А од друга страна пак ќе се вмрежиме и ќе дојдеме во контакт со луѓе кои што навистина исто прават нешто, прават бизниси, прават маркетинг на различни области и можеме да креираме една заедница на активни луѓе. И ја тогаш во тој момент не сакав, ради тоа што имав други проекти, после тоа пак јас дојдов со идејата и му реков, ти текнува на што го зборувавме пред неколку месеци, ајде да го направиме. И буквално во една ноќ ја поставив веб страната и го почнавме цел тој дел. Идејата, како што напоменав и во претходните неколку реченици, е прво да мислиме дека има многу погрешни методи и пристапи во маркетинг кои што се следат, кои што ние сме ги научиле преку обиди и грешки, кои што можеме да ги споделиме од наше искуство и на кого му се допаѓаат, на кого не, супер. А од втората работа е вмрежување и поврзување со луѓе кои што се исто така професионалци или се исто така кои што сакаат да направат, да развијат идеја, меѓутоа им треба тој екстра кик или им треба контекст или нели заедница на луѓе преку кои што ќе се осетат почувствуваат силни за да се активираат.
екстра кик или им треба контекст или нели заедница на луѓе преку кои што ќе се осетат почувствуваат силни за да се активираат. Добро, според вас кои се петте најважни елементи за успешен маркетинг? Што треба најмногу да се внимава? Па има дефинитивно е како прв елемент морам да го напоменаме заедница, тоест таргетот на луѓе, значи идеалниот клиент. Прво мора да се одреди кој е тој идеален клиент кој што навистина ќе биде решен да ја купи твојата услуга или продукт. Или тоа еден од луѓето од кои што учат маркетинг го вика гладна публика или гладни луѓе. Кои се тие гладни луѓе за твојот сервис или за твојот продукт? Тоа е едно. Второ е која порака ќе им испратиш, која е твојата, на кој начин ќе им го одговориш дека ти си човекот кој што треба да купа. Или твојата компанија е таа на која што треба да ја верува. Значи она е пораката или приказната што ќе раскажеш. Третото е дефинитивно медиумот до кој што таа порака ќе стаса до нив. Значи да го одбереш. Многу грешки се прават, например, луѓе прават продукт кој што е не знам за професионалци над 30 години и одат на Facebook и прават таму најразлични фанпејџови и надпревари така натаму кои што привлекуваат погрешен таргет, привлекуваат тинејџери кои што го сакаат тој iPad или ја сакаат таа, не знам, го сакаат тоа патување до некој остров во некој, нели, некое место. Да се избере каналот на кој што тие луѓе најдобро, најбрзо и најефективно и најефтино би допрела таа порака. Четврта работа дефинитивно би било луѓето кои што ги имаш. Значи, дефинитивно луѓето кои што ќе извозат целата таа стратегија и тој маркетинг и луѓето кои што ќе продаваат реално. И како пето би го изгледал дефинитивно системи. Значи, како што реков, мора да има пред, додека и потоа. Значи, мора да има затворен круг, затворен систем, за да знаеш дали реално твојот маркетинг имаш тјар. Дефинитивно имам неколку омилени брендови кои што ги следам и кои што ги поручувам во поново време, морам да кажам, тоа се во поново време. Еден од брендовите кои што дефинитивно би сакал да бидаме е можеби Bentley, преди тоа што ми е омилен бренд за автомобили. И зошто? Поради позиционирањето, поради стилот и поради елеганцијата најверојатно. И поради цел тој експириенс кој што се ствара кога ќе влезеш во тој автомобил или да го поседуваш, ајде да речеме, тој автомобил. Од друга страна, во бренд кој што во последно време го следам, тоа е Square, кој што е всушност еден од основачите на Twitter, кој што всушност е хардвер и софтвер за easy payments, значи за правење плаќања преку мобилен уред. Зошто? Ради тоа што ми се допаѓа пристапот кој што го имаат, ми се допаѓа грижата која што ја покажуваат за бизнис заедницата и за клиентите, нели, која што таа бизнис заедница ги обслужува и начинот на кој што го промовираат оно што го прават. Да научат да продаваат. Ако не знаеш да продаваш, реално не можеш да правиш маркетинг. Ради тоа што или ќе го погрешиш таргетот и твојата, нели, порака која што испратиш преку маркетингот ќе заврши и ќе потрошиш пари за погрешни луѓе. Или нема да го искористиш правиот медиум, или нели нема да ја кажеш правата порака. Се оно што ти треба да дознаеш за на кој начин да направиш маркетинг кој што навистина ќе има ефект врз продажбата и ќе донесе повеќе продажби е ако отидеш на терен и продадеш на 50 луѓе. И само кога веќе физички не е дозволиво да можеш да продадеш на повеќе од 50 луѓе месечно или дневно или било како, тогаш употреби адвертайзинг или маркетинг, кој што е дел од, нели, адвертайзингот дел од маркетингот, за да го мултиплицираш тоа што го знаеш. Затоа што реално во маркетинг или во делот на адвертайзинг посебно, тоа е као да ставиш, ако на пример дадеш 100 флаера, тие 100 флаера да завршат работа како 100 продавачи кои што ќе отидат на 100 луѓе истовремено. Или тој Facebook ad, или тој Google ad, или тој не знам, таа кампања,
само кога физички не е дозволено ти да отидеш и да зборуваш на 10.000 луѓе, тогаш да ја направиш. И точно во тие маркетинг материјали или во цела стратегија ќе биде она кое што ти го зборуваш еден на еден. И јас имам на пример правило кое што сум го развиле дека во маркетинг материјали, во маркетинг кампања не би ставил ништо кое што не би го кажал во живо. На човек кога продавам еден на еден или кога би продала еден на еден. Реално она кое што сакам да го додадам, ради тоа што нели сепак и од ваша страна е предприемач МК и нели ЕС инкубаторот и фактички целата мисија нели да се повикаат и да се привлечат луѓе кои што сакаат да направат нешто поразлично, кои што сакаат да го променат ајде не светот, ама да речеме општината или местото во кое што живеат, со некое решение ново, со нешто кое што ќе донесе среќа или ќе реши проблем во животите на повеќе луѓе. Дефинитивно ги повикувам да исклучат телевизор и да не се трујат со сите информации кои што во моментов кружат посебно во македонскиот медиумски простор, да исклучат се што е медиум и да решат што е она што би можеле да го прават, иако во моментот може би работат, да се потрудат да бидат максимално добри на работа до 5 саат или до 4, до кога се на работа, после тоа да дојдат да се одморат, да се истушираат, да се искапат и да продолжат да работат на она што навистина ќе им донесе среќа во иднина и да креираат нешто свое кој што ќе започне да им носи пари. И дека вие сте тука да им помогнете, дефинитивно инкубаторот и предприемач МК и ние еве на 45 minutes marketing.com, исто така и на jototodоровски.com можат да ми се контактираат и можеме да се поврземе за да направиме реално заедница која што ќе го остави сивилото настрана и ќе остави целиот муабет на не бива или работите не можат да се случат, кон тоа да навистина јас треба да земам контрола врз основа на она како што си го трошам времето или инвестирам времето во текот на денот и да направам нешто кое што ќе бидам запаметен и нешто кое што ќе им врши работа на повеќе луѓе. Дефинитивно тоа сметам дека е најважното сега во овој барем период од живот. Да се има баш ние таа заедница ја правиме за да ги мотивираме сите да не успеат. Односно да нешто што го имаат да може да се соочат со стравот од неуспех. Оти реално мислам дека тоа не држи настрана од постигнување на успех. И од правење еден чекор на напред. А тоа е дека леле нема да успеа. Сите го имаме. Јас го имам и сите кои што ги познавам го имаат. Точно тоа е моментот кој што сакам со 40 минути маркетинг да го постигнеме во поново време. Е дека кога си во заедница на луѓе кои што заедно сакаат да направат нешто, ќе видиш како е сите не успеваат во некој елемент на работата која што ја прават и дека тоа е многу нормално. Дека учиш на грешките и продолжуваш напред. Правата идеја никогаш нема да дојде, правото време никогаш нема да дојде, реално. И од искуство кажам. Значи тут имам идеи кои што стоат по 5-6 години затоа што не е правото време. Меѓутоа треба да се избере една и треба да се направи тој првиот чек. И дека реално прво што треба да направиме е да се здружиме со луѓе кои што кога ќе паднеме ќе не кренат, за да може тој страх од неуспех да биде колку што е можно помал.